Сеќавања, тага, почит, песни и помешани чувства. Целиот Балкан и Македонија денеска се сеќаваат на Тоше. Пред 14 години кај Нова Градишка во Хрватска загина нашата најголема музичка звезда. По 14-ти пат во негова чест 8-те маратонци кои што тргнаа од Хрватска денеска околу пладне пристигнаа во Крушево, а од страна на присутните беа пречекани со ружи. Зарем толку помина? Зарем толку години сме без него? Без човекот кој што немаше ни еден грам лошо во него. Човекот кој што беше најголем амбасадор на Република Македонија. Насекаде. Со нив беше и 49 годишниот македонец Ангел Малинов, кој 50 години живее во Загреб. Јас само побарав дали можам да бидам соучесник на маратонот. Ке се припремам. 2 години ми требаа. И тука сум. Горд. Освен од Македонија имаше дојдено фанови и од Хрватска и од Бугарија, кои што достојно го продолжуваат делото и аманетот на Тоше, а тоа е да се сакаме сите. И од сих манифестација која се Мислам дека овој маратон на љубовта е најдлабоката емоција и најголемата љубов која што може некој да му е даде на Тоше, а тоа го прават токму овие момци. Ние ги пратиме нив сите овие 14 години и се надевам дека ќе бидат 26 маратони колку што Тоше имаше години. Таа мајца ми е од Тоше Пројски, правиме трибют најт во Благоевград секоја година. Секоја година идат луѓе, пееме песните на Тоше, донираме пари за некое болно дете. Помагаше на сите можни начини, ствараше, твореше, даруваше. Неговите дела се бескрајни. Голем хуманист човек, каков што треба секој ден да биде. По повод овој ден во спомен домот се одржа изложба на млади креативци од Битола кои што создадоа дела мозаик со песок, уникатна техника која што е реткост во Македонија. Целта ни беше да ја промовираме техниката и да створиме љубопитство и заинтересираност кај децата и сите оние кои што се надарени и кои имаат афинитети према ликовната уметност. Во првата фаза се нанесува песокот со мрсната боја, после тоа кога ќе исуши се работи со маслени бои и се доаѓа до финален производ. Годинава и неговиот спомен дом во Крушево одбележува 10 години од постоењето, кој што за овој период го посетиле над 700.000 гости од целиот свет.